Секој си има комши. За нив важи старата македонска поговорка: да му умри козата на комшијата. То може да го забележиш кога ќе купиш плазма телевизор, најнов. Што телевизор е овај тоцкав мал? Ние што телевизор имаме дома толкав голем, ти 40.000 види го, 2 сантиметра, тетрадка е. Ќе патам ќе го фрлам нижам, шо е ова? Не дај Боже да имаш тинејџерка комшивка, дзид до дзид. По цел ден само тони зен сладкар и врчак ја слушаш. Има и такви што се изгорени да тргат цеид. Абе комши, шо е бе нешто колата гребната ја гледам одстрана кај шо е кај вратата? Да ти кажам право, и вчера кога го гледав то тркалото, нешто ми вергла одназад. Неќам да ти прам некој филм и неќам да те лажам. Ако живееш во зграда, наеба. Може да слушнеш класични звуци на парното. Тропање на зидот може да слушнеш. Кулминација може да дојди до тој степен да го видиш комшијата по пижами на врата. Значи ќе се свестиш ти со таа музиката? Цела вечер, пампара, пумпара, не се спием. Шопреш, играш, пееш, шопреш, кажи ми. Ќе му кажам на татко ти берба те направам. Добро вечер. Комшиите на неколку наврати реагира за пуштање на прегласна музика и за рушење на јавниот ред и мир. Ќе ве молиме да ја намалите малку музиката, да не доаѓаме повторно и да ве приведуваме да правиме тука некои скандали. И другиот ден на татко ти моди комшијата. Со тој малиот претерва цело време, цела вечер пампара пумпара музика како дрво да сечи, како машина за дрва сечење. Знаеш дека може да бидат и гуртните заебани, ама не друга кавга помеѓу жени. Врти сучи чаршафо нагла, рамките нагла да ги тресиш. Леле, ќе дојдам ќе ти се качам горе тој чаршафо в уста ќе ти го напикам. Мрш мори таму. Ако куќниот совет реши, може ти на телевизија те дат. Сакаме да го иселиме Маријан Ѓорѓиевски, ма куќе во собата, 30 квадрати е собата, лај корни куќето, копа по паркето, дупки прај, се рони плочата, киди шопре, 100 пати е опоменат, ништо не може. Има комши што поќе време седат на аукце отколку пред телевизор. Него пак носи другари. Леле, секоја вечер пива, другари, носи пике, кизни шопре. Треба и ове што се гумите, не може со зимни гуми да возиш ти в лето, не? Има комши што си прати иди ми дојди ми. Врата до врата и цело време истиот муавет. Мори пацо, леле како студи. Камен, ладно времето. Ако на некој му е роден ден, сигурно, барем кај едни комши, ќе однеси торта парче в пајнче. И се ќе го однеси тој таму, кога треба да се врати, тука почнуваат бабини деветини. Абе не се враќа празно пајнчето. Дајте се ми нешто клај внатре, вратимо го, не е убо. Шо са, треба торта да купам? Треба да чекам роден ден да ми дојде па да го вратам пајнчето. Како што во фудбалот судијата по дефолт е педер, така комшивката е напукан. И сигурно паѓаат муавети помеѓу другарчињата. Абе братич, не викаш на кафе со таа комшивката напуканата. Само за тебе си гледаш. Треба да си провериш електриката малце. Ако нешто не... Комши што живеат врата наспроти врата, кои ќе ти дојдат нагости и се ги испраќаш ти, и многу глупи муавети паѓаат. Да не сакате такси да ви порачаме? Или пешки ќе одите? Ха. Што да одговорам на ова, бе? Ај, такси викни ми. Не, пешки ќе бегаме. Како мајта пе, шо е, не сваѓам. Мерилото за комшија е шо е. Некој ќе речи, живеам зграда наспроти зграда. Дали ние сме комши? Ти кажувам, мерилото за комшија докато што ти фаќа бежичниот. Си има електричар човек, ќе си провери, ќе си види внатре, лево, десно, мора да... Има колективни дешавки помеѓу комшиите. Комшила да поносиш малце малтербе, не се прена будала, ало. Комшила, бе, да тураме плоча. Комши, ај да цепиме дрва, 10 кубици се не се многу. Има и помеѓу жените такви муавети. Наде, значи донесија таа шерпата, големата, ќе правиме кинати пиперки. На Сабајле во недела може да слушниш. Ова е кошмар. Секоја недела. Со тек на време ќе се навики. Што се новитекори, нешто заебана работа. Комшите може да се сретнат сите на едно место, така наречено куќен совет. Тука сигурно е председател некој Милован. Треба секој да даде по 1000 динара за чистачка. Треба да се пријави човек за сечење на тревом. Треба исто така да се договоримо за лифт. Сигурно се појава некој што се кара со Милован. Јас сум на прв спрат. Нека
си плаќа таму паца горе, што е на 15-ти. Мене не ми треба, јас на прв спрат живеам. Има комшивки што оговарат, што те оговарат на мајка ти други ден од Сабајле. Не знам, негде на кај 4:42 беше, не знам. На плафонот како што големе, те го порасна. Од црвена кола е слегоја, носи. Го гледаме ние што мисли тој. Ја донесуја двајца башки, 2 чупиња или таја со него што беше. Горе, директ, во стат. Не знаеме што прата, ама носи. Има и радостали комши. Ги гледав овие Мичо и Лена од Сабајле. Што барат бе во четврток од Сабајле излезени, дотерани. Кај одат море, што прат, ништо пикат во колата, вадат нешто, нигде одат. Кизни шопра. И пуштија подумницата, закочи наеднаш, јас ќе седам назад, ќе видиме, да не речиш дека те оговарам, да не речиш дека лошо ти мислам, тука дека доđам ми е колата, јас слушам, нешто погласно брчи последно време, може е многу возена, може е километража, може е еднаш истубана, може е префарбана. Не ќам да ме сватиш како лоша, ама оди врати ако ќе можеш побрзо. Редно ще ќе снимате, тој од Сабајле од честна работа, сме треба спие. Добро, чичко целе, сега завршваме. Така си седев, си работевме нешто.